Првата епизода на овој подкаст беше направена пролета 2020, кога неколкудневните карантини овозможуваа продолжени периоди на необична тишина. Во градот почна да се слуша пеењето на птиците, се нагласи продорниот звук на моторчињата за разнесување брза храна, забрзаните чекори на малобројните минувачи. По неколку месеци соничниот пејзаж е променет, а уличната врева создава илузија дека нештата се нормализирали. Продолжуваат прекинатите градежни зафати. Од зградата до нас сега постојано се слушаат дупчалки, вртење на мешалки, довикување на работниците. Дури и кога нема никој, церадата поставена на фасадата произведува трепетен звук како крилца од инсект. Работата на аудио подкаст не направи посвесни за звуците околу нас и како тие влијаат врз начинот на кој што размислуваме и раскажуваме. За нив, не само како за декорации, туку како за интегрален дел од нарацијата, во која понекогаш еден звук може да е главен, а не видлив лик. За неговата поврзаност со несвесното на текстот, кое подземно клокоти и бучи, но кое често не успеваме да го слушаме. Јас сум Илина Јакимовска. Јас сум Татјана Б. Евтимовска. Оваа епизода на подкастот Обични луѓе е прва направена во тандем, а нејзина тема се звуците во македонската книжевност. Одбравме, или не одбраа, 12 автори кои припаѓаат на различни генерации книжевни стилови. Звучниот пејзаж во нив ни се виде, поточно ни се чу, мощно е релјефен, полн со значења заеднички впрегнати во она што се нарекува авторска намера. Тој се состои од звуците на природата, на културата и технологијата и секако од тишината, како најкомплексно отсуство на звуци. Сакавме да видиме како буквално звучат нивните книги, романи, збирки, раскази. Кои се доминантните звуци? Дали низ нив може да се следи некаква сонична историја на звуците со кои живееле овие автори и кои можеби несвесно ги вградувале во своите книги? Како инспирација ни послужи книгата Врева во американската книжевност 1890-1985 од швајцарскиот автор Филип Швајкхаузер. Низ неа тој ги следи звучните пејзажи на американскиот натурализам, модернизам и постмодернизам. Наместо ваквиот хронолошки пристап, ние одбравме да ги детектираме доминантните звуци во прозни дела на 12 македонски автори и да ги групираме согласно нивната сродност. Потоа да видиме каква функција вршат во самите дела, односно дали има разлика во начинот на кој авторите свесно или несвесно ги користат звуците во склоп на своите нарации. Вревата е аудитивно контроверзна појава. Или ти се допаѓа, најчесто ако си дел од неа, на плажа да речеме, или не можеш да ја поднесеш. Ретко предизвикува рамнодушност кај слушателот, а кај читателот пак ич. Кај авторите што ги читавме, вревата е застапена во повеќе манифестации на незиното основно значење – растење, созревање, нов живот. Кај што има врева, таму животот врие. Романот Улица на Јаневски е билдунгсроман за момчето Јане Славковиќ, кој според зборовите на оние што најмногу треба да го потикнуваат растењето и самодовербата, професорите во гимназијата, полека од глагол, оглупавува, станува придавка, глупав. За среќа, таквите професори не успеваат во својата намера да смачкаат секаков знак на младешки бунт, зачнување на достоинството кај личноста и нејзина самосвест. Во гимназијата им се случува бунт на постарите средношколци, односно на матурантите. Вревата овде е на љубавиот чин на човечкиот исконски пркос, на прометејскиот порив за таткоубиство, се разбира во символичка смисла, особено пожелен кога тој татко е лажен родител и автократ. Кај Димитрија Дурацовски во Инсомнија се јавува брилијантен пасус за обредните барабанџи во Каланда, родното место на Луис Бунјуел. Тие оплакуваат смртта на страшниот Велики петок, за радосно да го пречекаат новото раѓање на животот во недела, на Великден. Мощно торжествено и човечки надприродно напорно прозвучува фактот дека нивното удирање по барабаните трае без престан од Велики петок напладне до утрото на Велика сабота,
а потоа од 5 часот попладне во сабота до недела напладне. Рацете на барабанџиите се ишарани со крвави пликови од удирањето, што дополнително го засилува ефектот на нивното символичко соживување со Божиот син. Унаму каде што има звук, има и живот. Самиот наслов на романот на Димитар Башевски "Нема смрт додека ѕвони" укажува на важноста на биењето на селската камбана како знак дека во инаку опустеното село се уште има по некој човек. На прашањето за кого бијат камбаните, тој звук како да вели: за тебе. Почекајте, сега ќе ја удрам камбаната. На половина од ридот што се надвиснуваше над селото, навистина имаше камбана. Ѕвоното висеше насреде едно скеле, или поточно куле, направено од греди. И додека луѓето без збор седеа под сенката или стоеа на широкото пред задружната зграда, од ридот се огласи ѕвон, силен и продолжителен. Се разлеа низ пределот како алилуја. Лебдеше во просторот и просто мамеше на излегување, на одење некаде, на собир. Но од куќите не се појави никој. Селото стоеше празно, а во неговата шуплина само ձвонот се гнездеше како јужен ветер. Камбаната во Стрелеско често ѕвони. Зошто ձвони, никој не кажуваше. Луѓето ја биеа камбаната, а велеа: не знаеме зошто, само ете така. А сепак, тие си знаеа во своите души, во своите срца, дека смртно се исплашени од мирот. И ја биеа камбаната за да веруваат дека се додека ձвони, нема смрт, нема исчезнување. Тие се плашеа од штамата, а камбаната беше силна и беше спомен, замена за некои веќе исчезнати гласови. Кај некој од авторите постои една друга честа манифестација на ритуална врева – аплаузот. Плескањето со рацете е културолошки знак, чин на поздравување, одобрување до воодушевеност од страна на колективот при некаков јавен настан, својствен за академските средини и културните институции. Но добро, за да го чуете ова, не треба да читате книги, можеби би рекле. Што е специфично за аплаузот кај некои од авторите што ги зафативме? Аплаузот кај Петар Андоновски во Тазе романот "Лето во кое те нема" се случува во еден коктел бар на плажа, за време на една забава под маски и е дополнет со скандирање. Маските се земени од култната Алиса во земјата на чудата, а целата атмосфера е благо фантастична манифестација на животна радост. Маскембалот уште од древните времиња на неговото воспоставување представува ослободување на културните стеги, разуздување на јазикот, телото и однесувањето. Андоновски се држи до тоа значење и овде, а фантастичната атмосфера е благо приподигната од интертекстуалното вплетување на Алиса. Аплаузот е природната заднинска врева на целата сцена. Кај Иван Шопов во расказот "Приказна Е", аплаузот е генијално осмислен. Каков пресврт. На актерите им ракоплеска единствениот присутен гледач, ликот Е, и при тоа одлично глуми дека му се допаднала лошата глума на актерите и воопшто здодевната представа без очекуваната кулминација. Па поради тоа, тие му возвраќаат искрен и силен аплауз од сцената. Аплаузот е ехо, огледален и истовремено искрен и куртоазен. Токму онаков како што Горан Стефановски го опиша во 32-та конзервирана импресија.
Ете, например, вечерва. Аплаудирав не затоа што представата посебно ми се допадна, туку затоа што сакав на актерите да им е убаво. Во еден од најубавите романи посветени на детството што воопшто сум ги читала, аплаузот не е баш аплауз, а карневалската сцена на толпа, профана атмосфера и многу кич е сместена во циркус. Циркусот е место каде што слонови, жирафи и коњи гледаат како луѓето од себе прават мајмуни, ќе рече Емброуз Бирс во својот ѓаволски речник. Поточна дефиниција – здравје. Циркуската скаредна сцена во Маџун на Влада Урошевиќ содржи неколку нивоа на човечко мајмунисување, како звучна торта. Анонимни извици на некој од задните редови на толпата, гласни мрморења на незадоволство, смеење, громогласен оркестар и најпосле изнуден аплауз. Иако звучи така, тишината во книжевноста не се сведува само на отсуство на звук. Кога композиторот Џон Кейдж во 1951 ја посетил најтивката соба на светот, дизајнирана за истражувачки цели на Универзитетот Харвард, тој очекувал токму таква целосна тишина. Наместо тоа, за време на целиот престој, слушал два звука, еден висок и еден низок. Кога се побунил дека собата не е глува, односно целосно тивка, инженерите му објасниле дека она што тој го слуша се звуците на сопствениот нервен систем и крвотокот. Додека е жив, човек не може да ја доживее совршената тишина. Токму такви се тишините во разгледаните дела, полни со значења, такви што можеш да ги почувствуваш дури материјално, како да ги сечеш со нож. Иако не одам никаде на Румена Божаровска збирка раскази, секој од нив со различни ликови и дејства, два звука доминираат низ целата книга. Детското пискање и викање и обидот тоа пискање да се стиши, да се дисциплинира со гласно шшкање. Во расказот Цице, например, еден библиотекар на неколку пати се обидува да го смири кенкавото бебе на пријателката која му доаѓа на посета во универзитетската библиотека. Мама! Гласно и луто викна Ева наеднаш. Се штрекна Јован и го стави прстот на уста. Горе се читалните! Би те однел во депото каде што имаме интересни книги, ама и таму има прашина. Повторно се обиде да ја замолчи Ева, која почна гласно да изразува досада. Незиното тенко гласче ја исполни мрачната аула на библиотеката. Стишувањето како знак на послушност, но и на табуизираност на она за што се молчи, е присутно и во расказот Свети Никола од збирката Припитомување на кучката на Венко Андоновски. Овде тишината е на трпеза за време на семејната вечера. Денот е свет, па на ваков ден е уште поважно да се исполни нечија детска желба, која ја бара паричката во лебот како да го бара татковото присуство. Така, тишината станува алегорија на отсуството на таткото, матно и загадочно како темнината во таа светениколска ноќ. На тишината во символичка смисла, како изолација и можност за свртување кон себе, се однесува цел краток расказ на Оливера Ќорвезировска од збирката Со шиени раскази. Цитирам: "Совршено го слушам секој отварање и затварање на вратата што никогаш не постоеше. Песните стојат во совршено обезвучен ред пред мене, една по една, за да ги сакам одново. Тон по тон. Совршено сум глува со своите совршени слушалки. Каде е вратата?" Во имитирањето на светот околу себе, книжевното дело неизоставно ја внесува природата, па дури и кога сетингот е првенствено урбан. Звуците на природата се првите што читателското око, уводе, ги фаќа во звучниот спектар. Кога тетките на детето раскажувач во Маџун го покануваа да ја допре до увото спиралната школка донесена од Солун, тој во неа го слуша морето, она од предисториските времиња, за кои му раскажува дедото. Шумот на школката за него станува
и гестикулацијски и звучно, телефонска комуникација со минатото во кое времето било непрегледно, рамнодушно и вечно, како и морето. Во вонвременска димензија е пренесена и раскажувачката авторка, намерно по овој редослед, Мами, или Јагода Михајловска-Георгиева, во хималајската проза Каменот од твојот ден. Хималаите се вечни и строги како времето, а на едно место постои прекрасна контрапунктивна поставеност на реката Лангтан Кола. Таа е брза, бучна и сета во нескротливо движење. Целата сцена е синестетичка, бидејќи во неа се измешани дразбите. Влажниот допир станува боја, а бучавата станува видлива и обилна пена, затоа и реката млечна. Контрапунктивен е и диалогот меѓу хималајците и величествената водена струја. Додека таа пее, тие пред неа можат само да молчат. Една од култните сапунски серии на нашето детство се викаше "Птиците умираат пеејќи", снимена според романот на австралиската писателка Колин Мекалок. Токму за една таква сцена на смрт на Славеот раскажува цимерот од болничката соба на Јане Славковиќ во романот Улица на Јаневски. Тој тврди дека луѓето што ја сакаат природата и птиците умеат да разговараат. Додека човекот Дулитл свири на кавал, Славеот му се огласува во муавет и се исповеда во својата песна додека не му пукне малата душичка. Во книжевноста на 12 автори, звуците на природниот пејзаж ги потсетуваат ликовите дека човекот е суштество на природата, дека таа е неговиот единствен храм. А тие се благодарни за таквото потсетување, го прегрнуваат и му се поклонуваат. Наспроти природните звуци кои книжевните ликови ги доживуваат како континуум на себе си, звуците на техничко-технолошките изуми низ книгите што ги исчитавме се понекогаш заканувачки, агресивни и опасни. Инсомнија на Дурацовски е мощно интересен постмодернистички текст во кој што нефикцијата има засебна естетика и изненадувачки силен катарзичен ефект, како да е фикција. Во телефонскиот разговор меѓу Димче Дурацовски и југословенскиот авангарден поет и уметник Вујца Решин Туциќ, Вујца ги очекува авионите на НАТО силите што ја бомбардираат Србија во 1999 и мрачно се радува на перформансот, како што го нарекува. Го изострил својот слух да го препознава типот на авионите според нивните звуци и му се извинува на соговорникот што ќе го прекине разговорот затоа што мора итно на балкон. Реалноста е дистопична. Авионите што сеат уништувачко семе од својата утроба на оние оригиналните фашисти се слушаат и во романот Маџун на Урошевиќ, во една гротескна сцена во која дедото сред дворот на грамофон го пушта Вагнер, не би ли го спречил смртоносниот дожд. И двете множества звуци се свечени и моќни, оние на смртта и на убавината. На едно друго рамниште или во некоја друга димензија, речиси се поистоветуваат. Одеднаш гледам дека дедо ми излегува од домашниот влез, го носи со очигледен напор и бревтајки тешкиот грамофон во преграб и додека ние стоиме пред отворениот влез од визбата, вчудовидени и не сваќајќи ништо, тој го положува на средината од дворот, се наведнува и става врз него една плоча. Ја врти рачката со која се навива пружината. Има еден миг неверојатна тишина. А потоа, низ дворот, среде растрчаните кокошки, одекнува громогласно хор. Нибелунзи, најавува со торжествен глас дедо ми, свртен кон нас. Небото е ведро,
зеленилото е мирно, а хорот ги крева своите гласови како да пречекува некого што е добар, голем и благороден. Авионите не можат да не бомбардираат бидејќи сме заштитени од оваа музика. Јас сваќам дека покрај ваква музика никој не може да прави лоши нешта. Никој не ни може ништо. Одделувајќи се од биењето на барабаните што доаѓа од грамофонот, на небото станува се поприсутно бучењето на авионите. Тоа станува се позаканувачко и сите ги креваме погледите кон небото каде што се уште не може ништо да се види. Одеднаш некој свикува. Еве ги. На грамофонот се слушаат труби. Потоа зазвонуваат тасови. Оркестарот грми. Брзаме во визбата, следени од свечената музика. Сепак, далеко од заканувачки и насилен, постои еден романтично-носталгичен звук на машина за пишување во романот Шрапнел на Игор Ангелков. Нема некогашен собственик на таква машина кој што не би се разнежнил над специфичниот остар звук со кој што секоја дирка ја отпечатуваше својата буква врз хартијата и волшебниот звук на крајот од редот пинг, кој долго одзвонуваше во ушите. Носталгичен, дури и успокојувачки тон, кај некои автори има и вревата која доаѓа од превозните средства. Рамномерното тропкање, туп, туп, на белите фосфорни плочки на автопатот и штракањето на трепкачот кај Бужаровска. Бучењето на старата застава 100 кец на Плетвар кај Ќорвезировска. Возот кај Башевски, кој го илустрира контрастот меѓу старото и новото. Возот завиваше и помина преку едно мовче кое го препознав. Се чудев како не се урна тоа мовче, а потоа профучи покрај осамена куќичка. Се слушна еден силен вик. И пак. Помислив дека е писок на воз, но овој воз не беше од традиционалните возови. Не беше од старите возови на ќумур кои толку карактеристично пискаа. Таквиот писок на воз ние од Маказар добро го знаевме. Кога ќе го слушневме, се стресувавме. Тој писок на возовите на станицата наблизу беше последниот поздрав. Збогување со нашите кои заминуваа преку море. Низ фиукањето на возот, сега повторно се слушна оној вик. Убедливо најбогата категорија звуци во одбраните македонски прозни дела е онаа со музика. Сите анализирани дела содржат музика, иако некој од нив ечат, а во други таа е само суптилна позадина. Народните кај повозрастните автори, како Бил Пеев планина од Крук на Башевски, асоцираат на детството и на барем замислена селска идила. Спротивно на ова, Кажи Либе Стано кај Бужаровска е употребена во гротескна сцена во која партнерот на нараторката, која не може да има дете, ја свири на виолина со насолзени очи пред странски гости. Истиот начин на представување на народна песна се случува и во друг расказ од оваа збирка под наслов 8 март. Во него професорката Весна е поканета да учествува со своја точка на прославата на празникот со други истакнати жени од заедницата. По долги години таа ја симнува тешката хармоника од орманот и почнува на неа да вежба две песни: Бич од Мередит Брукс и феминистичката Назад Калино моме.
Пред организаторката, сопругата на американскиот амбасадор, се обидува да објасни што се случува во песната на воодушевување на присутните. Назад Калина моме, it is brutal song, scandalous. Man lover says to woman lover, go away, she don't want to go away. Man is married, has children, Kalina says him, I will... Чума, како се вика? Незиниот настап е фијаско. Она што е интересно е дека сосема иста песна е единствената народна спомната во збирката Совршени раскази на Ќорвезировска, каде одекнува од радио на еден камион со кој авторката и незината колешка, Оливера Николова, пристигнуваат до Битола од како кај плетвар им се расипува спомнатата застава. А овој расказ пак се наоѓа непосредно пред друг, во кој главен лик е токму Румена Божаровска. Еден од современите македонски автори во чии дела музиката е постојан придружник на нарацијата е Игор Ангелков. За неговиот роман Крајпат, тој дури режеше и CD-а, кој ги делеше бесплатно во пакет со книгата. Музика има и во неговиот најнов роман Шрапнел од 2020. Джордж Майкл, Боуи, британскиот инди бенд Дотер, Radiohead, Beck. Интересно е дека и покрај напредната музичка технологија и тука, како и во други современи романи, се среќава грамофон и грамофонски плочи како дел од интимната историја. Отаму, сцената во која сопругата на нараторот ги фрла винилите низ прозорец е символична за кризата низ кој поминува нивниот брак. Во Инсомнија на Димитрije Дурацовски пак плочите и рок музиката која доаѓа од нив символизираат бунт, знак се на придвижување на работите во инаку застојаната провинција. Таа е за многумина неразбирлив јазик и зборува за некој друг град и за некои други деца. Утредента кај мостот господинот Случај. Ненадејна средба со Владимир Тунте, колоритен лик од хипи деновите. Секогаш кога ќе се сетам на тие денови, пред очи ми е и тој. Помислувам тогаш на Хейт Ешбери, на Емет Гроган, на Тимоти Лири и на Боб Дилан. По цел ден ја слушаме песната Ако дојдеш во Сан Франциско на супрафонот, во книжарницата среде чаршија, а звучникот е изваден надвор. Ечи гласот на Скот Мекензи, кој пее за некоја далечна земја, Калифорнија, за некој град, за некои деца. Ненадејно доаѓа од спротива од својот дуќан мајсторот Бранко Пинто, кројач за капи и за специјални гаќи за капење со врвца и вели: Доставре со тој Сан Франциско, ќе ви го скршам грамофонот од глава. Одете на плажа како сите нормални деца, што сте застанале тука по цел ден, не малтретирате со тој Сан Франциско. Испомнувањето на музика од поранешна Југославија има носталгичен ефект и е испреплетена со спомени од младоста. Азра Здравко Чолич кај Оливера Ќорвезировска во расказот Конфабулација исто така се свирени на грамофон Тоска 10, спротивставени на поновите и македонски ТБ Трачери и Фолтин. Слична спротивставеност на музички старото со музички новото, но овој пат со етнички подтекст има кај Елизабета Баковска во романот Пат за Дамаск. Риблја чорба наспроти Лепи Сол и Мизар, последниве како символ на коренот и културниот идентитет, чие слушање го премислуваат главниот лик да ја напушти татковината. Музиката е знак на живот и водилка низ премрежја и во каменот на твојот ден на Јагода Михајловска Георгиева. Додека нараторката ги искачува Хималаите, рече си се е надреално, вон искуствено. Но врвот на таа надреалност во која што живее мами е кога во далечината слуша инструмент за кој што не е сигурна дали е халуцинација. Звукот е сирена. Ја тера да ги прекрши правилата, да излезе од групата, да се оддалече обидувајќи се да го пронајде неговиот извор. Еден од најинтересните раскази во музичка смисла е оној на Ќорвезировска под наслов Аспиратор. Во него известна доктор Патарова бара стан во Скопје за да специализира гастроентерохепатологија. Конечно го наоѓа, но бргу сваќа зошто имала среќа.
Во соседниот стан живее згоден младеж кој дење и ноќе пушта страотно гласна музика која таа не може да ја поднесе. Така музиката всушност се претвара во аудио насилство. Какво ще кажеш да се напием и всички глупави... Стоја Ивана, Цеца, Аца, Лукас. Докторката прво се обидува со молби, потоа купува тампони за уши, но на крај, пред да донесе одлука дека сепак ќе мора повторно да се сели, наоѓа спасоносно решение. Го пушта аспираторот на најсилно на тројка. Така една непријатна врева покрива друга, поголема и понепријатна. Хочу кучу да ми купиш, да ме масиш, да ме љубиш. Ако музиката е најчестиот звук кој се среќава во разгледуваните дела, тогаш невербалниот говор и телесните звуци се оние најтивките и најретко спомнуваните. Понекој ццкање во знак на негодување, пскање кое значи се разбира, плескање со дланките врз колената како знак за подготвеност за акција. Речи се сите ликови во разгледуваните книги слушат, трпат, уживаат или се сеќаваат на одредени звуци, но ретко самите ги произведуваат. Особено се ретки табуизирани звуци кои асоцираат на физиологија или на секс. Еден редок пример за првото е опис на прдење во шрапнел на Игор Ангелков. Татко ми ретко прдеше пред нас. Но омилена му беше токму приказната поврзана со прдењето на која во ситуација кога е расположен, често пати знаеше да и се наврати. Имено, кога во младоста станувал рано за да се подготви за одење на работа, тој излегувал надвор во полското WC за да ја изврши големата нужда. Веднаш зад кенефот бил кокошарникот на соседот. И кога тој ке се распрдел, кокошките почнувале гласно да кокодакаат. Тоа го будело соседот, кој по пижами излегувал на вратата и гледал низ дворот што е тоа што ги вознемирило кокошките, бидејќи имало случаи кога во дворот знаела да намине и ласица, а потоа и да си замине со добар плен во устата. Секако, додека соседот ја испитувал ситуацијата, прдењето за момент било ставено на пауза. Но, штом тој ке се повлечел во куќата, продолжувало гласното испуштање на издувните гасови со уште поголем интензитет, а кокошките продолжувале да се избезумуваат од кокодакање. Во однос на сексуални извици или звучни назнаки дека некој некаде има секс, сретнавме само два примери. Кога во расказот Чероки црвено на Божаровска, детето на два пати слуша удирање на рамката од креветот во зидот од родителската соба. И втор пат, многу поексплицитно, кај Елизабета Баковска, кога повторно сведок на сексуален чин е дете, овој пат самата нараторка која ги гледа, но пред се ги слуша во темнината татка си со макејата. Овкањата кои притоа се слушаат од спалната, символично се поврзуваат со овкањата и повикување на Господ, ама од болка, на незината покојна мајка, која умрела во истиот кревет. Читањето е активност што се одвива во тишина, а звукот, откако еднаш ќе биде опишан со зборови, се сели во сферата на вербалното. До сега соничниот пейзаж во дел од македонската книжевност го опишувавме со зборови, но како би звучел тој без ваквиот превод? Го замоливме Гоце Симоновски, композитор и автор на книгата Едно, разоткривање на мистериите на природата и музиката, да ги вклопи во свое оригинално дело. Слушнете како звучи македонската книжевност.
Сигурни сме дека истражувањето на звуците кај овие 12 автори заслужува цела студија, можеби дури и книга, како онаа на Швајкхаузер. Тешко е да се изведе некаков хомоген заклучок за аудитивниот аспект на македонската книжевност. Но се уверивме во едно. Добриот писател е извонреден слушач. Дискретно или наметливо, звуците во неговиот книжевен свет се внимателно избрани, за да ја оживотворат приказната и да го збогатат сетилното искуство кај читателот. Тоа дефинитивно се случи со нас, додека ја слушавме македонската книжевност. Таа звучи симфониски. Јас сум Илина Јакимовска. Јас сум Татјана Баевтимовска. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе се обидовме низ звуци и зборови да го опишеме соничниот пейзаж на македонската книжевност. Изборот на некои други дела и автори сигурно ќе придонесе кон неговата шареноликост и сложеност. Му благодариме на актерот Сенко Велинов за читањето на извадоците и на композиторот Гоце Симоновски за оригиналното дело напишано врз основа на детектираните звуци. За транскрипт на оваа епизода и за слушање на целата композиција посетете го нашиот сајт обичнилуѓе.мк. До тогаш уживајте во привремената тишина, која никогаш не е докретивка.